На крајот од селото Бели, врз варовните карпи, одвај се држи исправена старата куќарка во која живее 4-членото семејство Димитрови. Таа од старост, а незините станари од болест, оставаат впечаток дека секој миг ќе паднат. Живеат од социјална помош од околу 2000 денари и нега што ја добива болната домакинка. Се плашат дека оваа зима куќарката нема да издржи и дека ќе им се урниса врз главата. Куќата е се водена спасена. Димитрова, на мајка му. А ние ништо немаме наши и секој ден се врз нас. И ви стерувате од овде? Да, истеруват ме. 4 члена, ја они 2 деца. Од секој ден што се влошува полошо и имаме од 94-та година. Полесно да се ослобода малку и деца обека и нема дека да се движе двор, скала, услови нема никакви. Куќа стара. Каква помош барате се? Барам помош. Ако може една кукичка пониска од државата кој има милост, било од кој. Да, колку да има свој кроп. И како што самата кажах, ово не е наше. Иако он е син тука, јас сам сна, овие деца се негови. Кој од семејството работи кај вас? Никој. Од што живеете? Од социјална и нега што ми дават. Од Колку е социјалната помош? 2100 ле, така нешто. Так. И негата, отприлика? 400 и нешто, и 200. И како се преживува со тоа цел месец? Имате ли за леп доволно? Плаќате ли струја, вода? Плаќаме вода, онекна беше додело за 1 месец 1100, 1000 и нешто само месечно вода. Башка за сите тројца лекови. Витамински, што треба. Колку пари давате за лекови месечно, отприлика? Не сме ги поточно онаделе, ама одат 5000 одат и на терапија сме одиле, трудиле сме се, ама ништо од тоа фајда. Нема налегане и не бива. Ќерката Драгана, иако болна, се грижи за родителите и по кухнината. Братот Оливер учи во средното општинско училиште Љупчо Сантов, но и тој има проблеми со здравјето. Принудени се сите примања да ги даваат за лекови, без кои ќе останат неподвижни. Таткото Стојчо ниту има здравје, ниту сила да работи некаде сезонски или за дневница. Постојано ги носи болните од семејството и одвај успева да присобере гранки и по некое дрво за огрев. Па работи сезонски 4 години и толку, тоа заврши тога и растури се живо од тога на. И не сум више ни удил. Со никако почна да се надам и толку. Не може ни да додам на работа сега. И да има негде работа да најдам, не можам. Како се снабдувате со дрва, да речеме, за огрев? Некои сачки соберам негде. Шо се најде, ако може да земе арно, ако не и така прокарам некој пат. Да. И слабо и леп. Многу тешко. Бидејќи нивните најблиски ги истеруваат од куќарката на нивните родители, Димитрови апелираат ако може државата, општината или пак стопанствениците да им помогнат да изградат мала куќичка на пристапно место каде ќе можат колку толку да се движат и да си ги извршуваат домашните работи.